Почитувани, животот во Република Македонија секојдневно се зацрнува контролирано со мрежата од црни тефтери на СДСМ. СДСМ турка проект за партизација на администрацијата на локално и на централно ниво, строго според црните тефтери од локалните партиски клубови. Со проектот за партизација од хигиеничар до министер, а според правилото членската на СДСМ да биде замена за сите лични документи, како што и самите посочуваа пред изборите, достапност до работното место во администрацијата, нема за млади и успешни, нема за дипломирани високообразувани, во администрацијата нема место за потенцијални нови и современи идеи, туку само и само за партиски послушници, кои новото работно место го заслужиле исполнувајќи партиски агенти. Нема одговор ниту од СДСМ, ниту од надлежните за проектот за партиско зацрнување на администрацијата, наречен мрежа, спроведуван низ општинските институции, училишта, градинки, но и јавните предпријатија како комунална хигиена или македонски шуми. Денеска ќе објавиме дел од оние за кои што животот од црните тефтери пристигна во Куманово. Како прво, некогаш главната стечајка и демонстрант Лилјана Ѓоргиевска, говорник и лик од спотовите на СДСМ, од неодамна, од 5.10. оваа година е вработена во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Незината ќерка, веројатно заради активноста на мајката стечајка, е вдомена во детската градинка во Куманово. Втор случај. Првиот човек од доверба на Оливер Спасовски, секретарот на Кумановската партиска организација, Оливер Илиевски, од 28.12.2017 година е раководител во водостопанство, додека неговата сопруга од 8.10. оваа година е вработена во МВР во стопански криминал. Вработување во општата болница во Куманово неодамна е најдено и за нејзината сестра. И десната рака на кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, Даниел Стојчевски, на 6.6. оваа година се вработил како директор на јавното предпријатие Чистота и зеленило, чија што сопруга годинава на 1.5. оваа година, 2018, е вработена во градската библиотека во Куманово. Председателот на Кумановската младинска СДСМ Мартин Захариев од 26.11. оваа година е вработен во Центарот за социјални работи, додека неговата мајка Снежана, поранешен социјалдемократски лидер во градот, сега е директор во Кумановската болница. Почитувани, ова се имињата од општинските тефтери на црниот проект Мрежа за партизација на администрацијата, администрација што, како вели владата, ќе биде виновна ако не се добие препораката за преговори за членство во Европската унија. Барем да ги знаеме виновниците. Од обскурната централа на СДСМ и натаму молчат за проектот Мрежа, а бледо истакнуваат дека партизацијата била ВМРО-ска измислица, односно вработувањата се одвивале, како што милуваат да кажат, транспарентно според законите. Па во насока на транспарентноста, за да докажат дека не е празна флоскула, еве Костадин Костадинов, како пратеник и партиски функционер на СДСМ, треба да инсистира и самиот да објави колку мина и со какви квалификации биле пријавени на конкурсот на кој што е вработена неговата мајка во администрацијата во Струмица, а истовремено нека побара истото да биде објавено и за сестрата на сопартиецот Александар Кирацовски, вработена во администрацијата во Битола. Но транспарентноста нека не застане тука, туку да се побара и јавно да бидат извадени резултатите на конкурсите за сите 24 нови вработувања во МНФ. Почитувани, со ваква црна обскурна партизација, со ваква црна политизација на секој сегмент од општеството, оваа власт за една намена ја втурна Република Македонија во најмрачниот период од осамостојувањето. Нема економија, нема инвестиции, има само полнење на администрацијата со партиски кадри. Затоа приклучете се на протестите на опозицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, оваа среда и секоја следна среда во 17 часот на протестите за што побрзо да ставиме крај на оваа мрачна агонија. Ви благодарам.